Нити сум знаел дека треба да се појавам денеска на суд, ниту пак некој ми известил. Ако имаат некаква белешка дека сум известен, слободно нека ја покажат во јавноста. Но јасна е работата зошто се прави сето тоа. Јасно е дека се сака да се одоговлекува тој случај, се бараат разни изговори, па дури се заплеткуваат и во собствените изјави од типот едниот кажува дека наредниот пат ќе бидам повикан, а другиот кажува дека сум бил повикан, ама не сум се озвал. Значи уште еднаш ќе повторам. Нити сум бил повикан, нити имам покана, нити воопшто сум знаел на било кој начин дека требало да бидам сведок денеска на денешното рочиште. И тоа и господјата Јанева и господин Знаев многу добро го знаат. Меѓутоа очигледно е дека некому му требало изговор за денеска да се одложи рочиштето и да купат уште еден месец. Сосема јасно дека се купува време и дека тоа е стратегијата. Денеска специјалното обвинителство имаше соопштение во кое најави дека се работи, односно се отворени 15 нови предистражни случаи, меѓу кои за финансирање медиуми, за злоупотреба на службената положба и така натаму. Како ја коментирате ова и дали стравувате дека уште некој од високите функционери на ВМРО-ДПМН можеби ќе биде ставен на листата осомничени? Нема да бидам изненаден, цело раководство и пошироко раководство на ВМРО-ДПМН да биде осомничено и тука е јасна работа. Мислам, граѓаните доста им е јасно што се случува. Спремни се да соработувате? Да, спремни сме, да.